И на небо и на земја во тек се проби за кронисување на кралот Чарлс III. Тоа ќе биде настан полсен изворедна помпа и раскош. Стотици илјади луѓе се очекува да се движат на патеката од Бакингамската палата до Вестминистерската опатија. Секој детаљ од церемонијата има историско и религиозно значење. Чарлс ќе биде испрскан со свето масло донесено од Ерусалим. Церемонијалниот крст вклучува фрагменти за кои се вели дека се дел од вистинскиот крст на кој бил распнат Исус, даден од папата Фрањо. Кронисувањето датира повеќе од 1000 години, од 973 година, кога кралот Едгард беше кронисан во Бат. Првото кронисување за кое знаеме дека се случило било на Вилијам освојувачот во 1066 година. Вистинскиот ритуал малку е променет низ вековите. Чарлс официјално стана крал по смртта на неговата мајка, кралицата Елизабета II на 8 септември. Кронисувањето е шанса и за британската јавност да го прослави својот нов монарх. Улични забави се планирани низ Британија. Настанот ќе биде подсетување на кронисувањето на Елизабета II пред 70 години, но ќе има важни разлики. Тогаш имаше 25 годишна кралица. Мислам дека возраста на кралот Чарлс и кралицата Камила е проблем. Тоа не е единствениот предизвик за 74 годишниот крал. Една неодамнешна анкета покажа дека 58% од јавноста ја поддржува монархијата, но ти поддршката кај лица на возраст од 18 и 24 години е само 32%. Мислам дека тој ги сваќа предизвиците што му предстојат во однос на монархијата. Многу е важно да има некаква форма на прифаќање на врските на монархијата со трговијата со робови во изминатите години. Неговиот еколошки придонес е безпрекорен, што е многу привлечно за помладите. Последиците од одвојувањето на принцот Хари и Меган од кралското семејство поради обвинувањата за расизам, кои палатата ги негираше, продолжуваат да ја засенуваат монархијата. На братот на Чарлс, принцот Ендрю, му беа одземени сите кралски и воени титули поради случајот за сексуален напад. Некои гледаат опасност за монархијата. Големата закана за иднината на династијата Виндзор не се демонстранти и револуција. Стануваат нерелевантни, тие го разбираат тоа. Кралицата секогаш велеше дека треба да бидат видени за да им се верува. Тие треба да играат улога во животот во државата. Кралското семејство се надева дека кронисувањето ќе даде можност за јавна прослава и за обновување на самата монархија. Но исто така ќе означи ново поглавје со нови предизвици. Кралот Чарлс ќе мора да го одржи кралското семејство релевантно во 21. век.